Почитувани, во изминатите 3 години со посветен ангажман, честно и транспарентно работење, Општина Неготино успеа да одговори на потребите на граѓаните преку реализација на бројни проекти, активности и настани во делот на подобрувањето и унапредувањето на севкупните услови за живење. За непречено функционирање на локалната самоуправа, покрај проектите, најважна е и финансиската кондиција на општината, остварените и реализираните приходи и капитални расходи. Во изминатите 3 години, реализираните приходи од основниот буџет се движеа од 75 до 90%, додека од 2025 година очекуваме 95% реализација на буџетот. Капиталните расходи во истиот период се движеа од 63 до 73%. Од поголемите капитални инвестиции би ја истакнал изградбата на новиот градски пазар од затворен тип, која е во завршна фаза, зашто од буџетот на општина Неготино издвоивме 26 милиони денари, пошто градот за прв пат од постоењето ќе добие модерен и функционален градски пазар според невисоките стандарди. Со средства од 15 милиони денари уредивме цела нова населба со плански опфат за домување во Урбан блок 5 со поставување водоводна, фекална и атмосферска мрежа, изградба и асфалтирање на улици во должина од 500 метри и поставување на улично осветлување, со што на околу 200 семејства кои живеат на овој потек и овозможивме услови за непречено функционирање. Предвидена е реализација и на втора фаза од овој проект, зашто од владата на Македонија се обезбедени средства во висина од 31 милион денари. Со цел за искористување на трите индустријски зони на територијата на нашата општина, како и за отварање на нови работни места, донесовме одлука за стимулирање на инвеститори, при што преку стимулативни мерки се обидувавме и успеавме да привлекуваме домашни и странски инвеститори. Како што ветивме како локална самоуправа, го решивме најгорливиот проблем на граѓаните на Неготино и на дел од населените места – водоснабдувањето. После долги години наназад, во кои секојдневието во населението се состоеше од постојани редукции на водата за пиење, кои некогаш траеја подолго од 12 часа во едно деноноќие. Со огромна посветеност и реализација на неколку паралелни проекти, заедно со комуналец, успеавме да го стабилизираме водоснабдувањето, што пак резултираше со континуирано 24-часовно водоснабдување на граѓаните во изминатите 3 години. Во дел од населените места поставивме нови пумпи од нови бунари, обезбедивме дополнителни количини вода во системот, а граѓаните на располагање имаат и алтернатива во делот на трошењето на водата преку користење на вода од паралелниот систем за наводнување на дворните површини. Преку проектот подобрување на водната инфраструктура во општините, општина Неготино доби 725.000 евра кои ќе се реализираат за реконструкција и поставување на атмосферска, водоводна и фекална мрежа, реконструкција на клучни приклучоци на 7 улици во градот. Значителни средства инвестиравме и во патната инфраструктура со реконструкција или изградба на нови улици, како во градот, така и во населените места во општината. Во градот приоритет дававме на уредување на улиците со најголеми оштетувања, а со гордост можам да истакнам дека во населените места Криволак, Пепелиште, Војшанци, Тремник, Тимјаник, Долни Дисан, Курија и Црвени брегови реконструиравме или изградивме по најмалку 2 улици во должина од 170 до 500 метри, а во некои населени места и повеќе, на големо задоволство на тамошното население. Општина Неготино доби владина поддршка од 130 милиони денари следниве 4 проекти. Реконструкција на локален пат до Долни Дисан, општина Неготино, до границата со општина Кавадарици кај местноста Белград, изградба на дел од УЗА 5 со поставување на водоводна, фекална и атмосферска мрежа, улично осветлување и асфалтирање на улици, уредување на детски парк со реквизити на површина од над 3000 метри квадратни и уредување на тротоар на главната улица во должина од 580 метри со поставување бекатон плочки и спуштени тротоари. Работевме на тампонирање на улици и патишта, нивно уредување со бекатон плочки, градевме нови и реконструиравме постоечки тротоари, пробивавме патишта за полесен пристап до земјоделски површини со гребен асфалт, саниравме улици, градевме потпорни ѕидови онаму каде што требаше. Со цел за потигнување на нивото на хигиената во градот и населените места, општина Неготино набави ново специализирано возило, попозната како метларка. Набавен е и повеќенамонски камион самоподигач за прифаќање и транспорт на големите индустријски контейнери за отпад, а истиот располага и со опрема за чиштење на снег, кран за подигање.
ЈП Комуналец, заедно со сопствената изработка на компоненти од урбана опрема, со поставување 200 корпи за отпадоци, набавивме околу 100 контейнери за селектирање на отпад и 150 канти за собирање на смет. Се врши континуирано хортикултурно уредување на јавните и парковските површини, како и други тековни активности со кои придонесуваме да имаме чист и уреден град. Во делот на уредувањето на парковските површини и реконструкција и изградба на детски игралишта, извршивме уредување на околината на споменикот Саат Кула со средства од 6 милиони денари и поставување урбана опрема, реквизити, паркинг простор и осветлување на просторот. Реконструиран и ставен во функција паркот на влезот во Неготино кај споменикот на Манчо Малиминов. Реконструирани се и поставени се нови реквизити, осветлување и други елементи на детските игралишта во населбата Саат Кула и кај музеот на град Неготино. Реконструирани се детските игралишта и поставени нови реквизити во неголемиот дел од населените места. Општина Неготино продолжи со одржување на постоечкото осветлување и поставување на енергетски ефикасни светилки во градот и населените места, а таквиот пристап придонесе последната година потрошувачката на електрична енергија за јавното осветлување во општината да се сведе на најмала мера од 360.000 киловат часови. Реализација на проект за енергетска ефикасност реализиравме и во средното општинско училиште и во двете основни училишта. Осветлен и оспособен за ноќни тренерски градскиот фудбалски стадион во Неготино, како и сите позначајни јавни површини. Општина Неготино изработи проекти преку програмата кофинансирана од Европската унија, доби грант од 170.000 евра за набавка на возило комбе за превоз на лица со попреченост, урбана опрема за велосипедски парк, 10 електрични велосипеди, 5 електрични трицикли за лица со попреченост, набавка на 5 полначи за електрични велосипеди и изработка на истражување за велосипедска патека во Неготино, развој и изработка на стратегија за урбана мобилност во општината и слично. Во изминатиот период од 3 години исплатени се средства и тоа по 7.000 денари за секое новороденче, по 3.000 денари за секое прваче, субвенционираше по 7.000 денари за набавка на инвертер клими, од буџетот се исплатија средства за субвенционирање за набавка на велосипеди, на ментори ученици им беа доделени парични награди од 5, 4 и 3.000 денари, за непречено функционирање на спортистите и спортските клубови за 3 години од општинскиот буџет се исплатени 18 милиони денари. Општина Неготино го финансира одржувањето на бројни манифестации, како што е одбележувањето на празникот на лозарите и винарите Свети Трифун, го организира традиционалниот неготински панаџур, првоаприлскиот маскенбал, настанот среќен почеток на новата учебна година, а исто така поддржува и учествува во организирањето и на други настани и манифестации со кои се збогатува културниот забавниот живот во градот и селата.